We need Greenland from a national security. We need Greenland for national security and even international security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Верувале или не, Трамп го стави Гренланд во Вашингтонската шопинг корпа, иако не е на залиха, ниту е пак на попуст. Зошто толку очајно го посакува? Во описот стои дека Гренланд е најголемиот остров во светот, 80% покриен со глечери и дом на околу 56.000 инуити. Тој е самоуправна територија во рамки на Данска, а Данска е членка на НАТО. Гренланд ги води повеќето внатрешни работи и управува со природните ресурси, додека Данска ги задржува надворешната политика, одбраната и финансиските прашања. Од 2009 година Гренланд има и право да се отцепи доколку граѓаните тоа го изгласаат на референдум. Може би Трамп тоа го протолкувал како зелено светло. Кој знае? And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future, and if you choose, we welcome you into the United States of America. Последниот аргумент на Трамп е дека САД мора да го поседува Гренланд за да ги спречи Русија и Кина. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Дури тврдеше дека островот е преплавен со руски и кинески бродови, иако за тоа нема докази во близина на Гренланд. Но да ги погледнеме фактите. Стратешки Гренланд е практично најкратката рута меѓу Северна Америка и Европа. Тој е и клучен за рано предупредување од балистички ракети, бидејќи најкратката траекторија меѓу Русија и САД може да минува токму преку Гренланд. Како што климатските промени ги отвораат северната морска рута и северозападниот премин, новите поморски линии стануваат безбедносна обсесија. Тука е и ковчегот со богатства, ретки метали како литиум, потоа ураниум, како и тврдења за голем потенцијал на нафта и газ. Според истражување од 2023 година на Гренланд се пронајдени дури 25 од вкупно 34 критични суровини на Европската Унија. А во реалноста, економијата на Гренланд се уште главно се потпира на риболовот, додека делови од автохтоното население се спротивставуваат на рударството. Дополнително, некои аналитичари истакнуваат дека за националната безбедност на Трамп не му е потребна контрола врз целиот Гренланд, бидејќи договорот САД-Данска од 1951 година веќе им овозможува на американците да градат бази како Питуфик, поранешен Туле и да воспоставуваат дополнителни одбранбени зони. Сепак, проценките велат и дека нивните сили таму се посилни од данските, па теоретски би можеле да го заземат островот со минимален отпор. Знаејќи го сето ова, што е навистина во игра? Безбедноста или рудното богатство? Трамп се повикува и на долгата историја на трговија со територии. САД ја купија Луизијана од Франција во 1803 година, Аљаска од Русија во 1867 година, па дури и американските девствени острови од Данска во 1917 година. Се обидувале да дојдат и до Гренланд преку купување уште во 1867 година со понуда за размена на територии во 1910-та, а во 1946 година на Данска и понудиле $100 милиони во злато, се без успех. Како и тогаш и денес, Данска и Гренланд повторуваат: не сме на продажба. Што наводно се разгледува денес? Првенствено купување. Второ, директни исплати на гренланѓаните. Се споменуваат суми од $10,000 до $100,000 по лице за да се убедат да се одвојат од Данска. Трето, договор за слободна асоциација, со кој САД би ја презеле одбраната во замена за економска помош. И четврто, воената сила не се исклучува, иако Данска предупредува дека тоа би значело крај на НАТО. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Се изгледа внимателно испланирано, но Гренланд и Данска постојано повторуваат дека не се на продажба. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand, Mr. Trump. Анкета од 2025 година покажува дека речиси 85% од гренланѓаните ја отфрлаат идејата да станат дел од САД,
а од другата страна само 7% од американците поддржуваат воена инвазија. My thought about Trump just wanting to take over Greenland is absurd. Yeah, it's just madness. I think that it's terrible that he keeps on threatening about invading Greenland as it's a part of Denmark and it's his own country. Гренланд сигурно нема доброволно да влезе во состав на САД, а дали повторно силата ќе надвладее, дури и самиот претседател Трамп вели, сите карти се на маса.